Еден од случаите кои што ќе го испитувате е вработувањето на ќерката на председателот на парламентот Талат Џафери во Елем. Можел да изврши влијание, бидејќи неговата позиција му обезбедува моќ, која што може да придонесе да влијае на луѓето кои што одлучуваат во Елем, да кажеме, и да... Имате инструменти тоа да го утврдите? Па ви кажувам како. Како можете да проверите дали наводите во некој анкетен лист се точни? Можете тоа да го направите? Па ви кажав, тоа ќе го проверуваме со поврзување со базите на податоци на институциите од каде што се црпат. Што е со тие што се кријат за офшор компании? Сега немаме поврзување со такви бази за офшор. Тука ќе ни бидат од помош истражувачкото новинарство најмногу. Имаше примери на актуелни функционери, министри, вице-премиери со собственички удели во дел од фирмите кои што учествуваа на тендери за јавни фондови, добиваа и беа избрани да добиваат државна помош од владата, односно од државата и така натаму. Ме интересира дали оваа одредба е доволна брана ова да не се повторува и случува во иднина. Бидејќи е ставена таа одредба, за да не се случува во иднина. Бидејќи овде читам обврска само да се пријави, да се декларира, но што потоа? Па видете се,